Родителите и нивните деца конечно може да здивнат. Спокојни се и оние од иницијативата учебници и настава мора да има. Конечно е ставен крај на долгогодишниот проблем. Ке има учебници по сите предмети од 1 до 9 одделение и од 1 до 4 клас за сите ученици. Ке ми дозволите да кажам, ако дозволи и премиерот, јас на оваа тема оваа година би ставила крај. И таман кога таа стави точка, веројатно пак се случи некој напад врз системот, на дворешни или внатрешни центри на моќ. Па на таа точка и се додада уште две, за приказната пак да има свое ново продолжение. Или поточно, реприза на веќе виденото. За кои училишта станува збор и за кои градови дека нема децата целосни учебници? За жал, низ целата земја имаме такви примери, но, како што кажа, веќе се обидуваме да обезбедиме донација за поголем број на учебници, оние кои што се најважни. Проблемот честопати не е во недостигот на учебници, туку во начинот на кој се интерпретира нивната содржина. Особено кога некој се обидува да ги поедностави сложените термини кои се користат во јавниот дискурс. Што е хибриден напад, Ангел? Па како хибридна кола, оди на бензин, оди на струја. Прилика тоа е, мислам. Да и биде појасно на гледачите. Кој знае што разбираат гледачите кога им јавните функционери, ние новинарите им го матиме умот и наместо да им разјасниме, ние дополнително ги избунуваме. Оти како да ја сватат суштината, ако по сопствено наоѓање, ние си ја менуваме кратенката. СВР Скопје против АГ поднесе кривична пријава за сторено кривично дело предизвикување општа опасност по член 288 од К3. Ама ништо поарни не се ни од владината служба за организација на настани и церемонии. Се е во ред со пресеанс листата, ама останува навистина нејасно зошто се прави таа разлика меѓу двајца челници со иста научна титула. Едниот само се персира, а другиот и се титулира. Почитуван председател на Република Македонија, госпоѓа Гордана Силјановска-Давкова. Почитуван председател на владата, професор доктор Христијан Мицкоски. И на крајот, и пиар агенциите и пишувачите на говори умеат да се надминат себе си, па прават нелогична паралела меѓу антрополошки поим и формална функција. Најголемата титула не е градоначалник, најголемата титула е човек. Човек не е титула, туку таков биолошки се станува со раѓање. Најважно за секој политичар, па и градоначалник, е да биде или да остане човечен. Тоа е морална димензија. Така се доаѓа до секоја титула.